По повод 1 јуни меѓународниот ден за заштита на детето, в сабота од 11 до 16 часот во градскиот трговски центар на Приземје се организира традиционален меѓународен добротворен базар. Средствата од меѓународниот добротворен базар ќе бидат наменети за посебното основно училиште Златен Стремец. Со оваа информација ги започнуваме од денешните урбани вести. Добро дојдовте во нив. Седница на консултативниот комитет меѓу Македонија и региони на Европската Унија. Пофалници за пожарникарите кои помагаа во Србија и Босна и Херцеговина. Во поликлиниката Идадија ке работи дежурна служба и во сабота. Почна субвенционирањето за купување велосипед во општина Центар. Утре се отвара градска плажа парк. Заедницата на единиците на локалната самоуправа во соработка со Министерството за локална самоуправа организираа седница на заедничкиот консултативен состанок меѓу Република Македонија и Комитетот на региони на Европската Унија. Заедничкиот консултативен комитет меѓу Република Македонија и Комитетот на региони на Европската Унија денеска ја одржаа 10-та седница. Организатори на настанот се заедницата на единиците на локалната самоуправа во соработка со Министерството за локална самоуправа. Председателот на ЗЕЛС и градоначалник на град Скопје Коце Трајановски истакна дека дискутираат за две значајни теми: за влијанието на локалните власти во проширувањето на Европската Унија и за прекуграничната соработка. Прекуграничната соработка, како што рече Трајановски, беше потенцирана како добра можност за подигнување на нивото на услугите на општините од Република Македонија со општините од соседните држави. Се отворија две значајни теми, практично и тематска е овој состанок на заедничкиот консултативен комитет. Првата тема е околу влијанието на локалните власти во проширувањето на Европската Унија и втората тема е околу прекуграничната соработка. Првата тема е многу значајна со оглед на тоа, мене ми е многу значајна како претседател на ЗЕЛ со оглед на тоа што локалната самоуправа е значајна во функционирањето на секоја држава, па и во Република Македонија. 2/3 од законите кои што истакна се однесуваат или се имплементираат преку локалната самоуправа. Нашето големо е задоволството на ЗЕЛ што во сите извештаи досега кои што се од Европската комисија за оценка на Република Македонија во пристапувањето кон Европската Унија, во извештаите што се однесуваат на локалната самоуправа се позитивни во смисло на процесот на напредокот во процесот на децентрализација. Ние како ЗЕЛС добивме позитивни оценки од другите држави дека ЗЕЛС практично работи многу на она што значи вклучувањето на локалната самоуправа во донесувањето на законите во Република Македонија. Исто така во зајакнувањето на капацитетите, пред се мисли на финансиските капацитети, исто така зајакнување на административните капацитети. Исто така беше потенцирана и прекуграничната соработка како една добра можност за подигнувањето на нивото на услугите на општините од Република Македонија кои што гравитираат со општините од соседните држави. Беше позитивно оценета прекуграничната соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија, особено нејзиниот напредок по последните 4 до 5 години. Министерот за локална самоуправа Тахир Хани истакна дека дискутирале за зајакнување на капацитетите на локалната власт, за креирање политики на локална власт и за користење на средствата од ИПА фондовите на Европската Унија. Тој појасни дека на располагање имаме 27 милиони евра за прекугранична соработка, од кои 70% до сега се искористени. Се говореше за зајакнување на капацитетите на локалната власт, за креирање на политики на локална власт, исто така и во локално ниво, регионално ниво, па и во насока на користење на средствата од ИПА фондовите на Европската Унија. Ко председавачот на заедничкиот консултативен комитет, градоначалникот на Канур Франција, Жак Бланк, истакна дека ги поддржуваат напорите на Македонија за отварањето на преговорите за пристап кон Европската Унија. Je voudrais dire qu'au nom du Comité des régions d'Europe,
Јас во име доаѓам тука во својство на копредседавач со Комитетот на региони на Европската унија и можам да ви кажам дека како копредседавач на паритетниот комитет кој што е составен од членови од Комитетот на региони и членови од општините на Македонија, ние заеднички ги поддржуваме вашите напори во однос на отворањето на преговорите за пристап кон Европската унија, ги поддржуваме вашите напори за учествување во заеднички проекти за соработка, а истовремено ги мериме тие напори, напорите што ги прави владата, како и избраниците во поглед на зајакнувањето на реалноста во рамките на локалната самоуправа. Јас би сакал да кажам дека овие напори се вршат на повеќе нивоа и тоа од страна и на членовите на Комитетот на региони и од страна на локалните страници. Ici. Et donc aujourd'hui, je suis particulièrement heureux qu'on ait pu tenir et je remercie. Македонските пожарникари кои пред неколку дена се вратија од хуманитарно-спасувачката експедиција во Србија и Босна и Херцеговина ги споделија искуствата и предизвиците со кои се соочиле за време на поплавите во овие држави. При тоа добија и благодарници од градоначалникот на град Скопје Коца Трајановски. 12 пожарникари од бригадата за противпожарна заштита на град Скопје, кои учествуваа во спасувањето и извлекувањето на настраданите од поплавите во Србија и Босна и Херцеговина, денеска добија пофалници од градоначалникот на Скопје Коца Трајановски. Според градоначалникот Трајановски, противпожарните единици успешно ја завршиле, како што кажа, хуманитарната мисија во второто излегување на нашите единици надвор од државата. Република Македонија беше една од првите кој што реагираше на поплавите во Република Србија. Таа наша противпожарна единица, која што отиде со пумпи, со чамец и со луѓе, помагаше во Обреновац и во околината околу справувањето со поплавите. После известно време пративме една противпожарна единица во Босна и Херцеговина. Сметам дека нашата противпожарна единица успешно и во едната и во другата држава успешно ја завршија работата, ова да речам хуманитарна мисија со помош. Практично е второ излегување на противпожарната единица надвор од границите на Република Македонија. Со тоа покажаме дека нашата противпожарна единица е подготвена не само во градот Скопје и во Република Македонија, туку да дава помош и надвор од Република Македонија. Командирот на единицата која помагаше во Србија, Звонко Тумески, појасни дека тие делувале на териториите во Обреновац, каде биле дел од единиците на Српската управа за цивилна заштита. Учествувале во градбата на насипи од песок, црпење на вода, како и во противпожарната служба на Белград. Бевне на првично распоредени во Обреновац, значи стигнавме негде на 17 утрото, односно на 18 утрото, каде што веќе поголемиот дел од евакуацијата беше завршен, така да се вклучивме во останати работи кои ни беа доделени, а воедно градот испрати 50.000 вреќи за песок, за градење на насипи, кои се вклучени и во таа работа, значи во градење на насипите. Третиот ден го поминавме во општината Земун, каде што имаше пукнато насип. Таму се вклучивме во црпење на вода, значи 24 сати бевме активни на едно место каде што покажаме и нашата професионалност и задоволството што беше искажано и од самиот заменик градоначалник на Белград, кој беше воодушевен од начинот на работа на нас како професионалци. Единицата во Босна и Херцеговина, која действувала во Маглај и Орешје, учествувала во извлекување на над 350.000 удавени животни, утовар, вршење на дезинфекција, како и подготвување на камионите за транспорт. Од Сарајево бевме во Жепче, Маглај, Орашје и Олово. Некои случаи бевме уклучени во Федерална управа на цивилна заштита на Босна и Херцеговина, нивните тие специјални единици. Кај што имаше потреба, таму одехме со нив.
И во сабота од 7:30 до 19 часот и 30 минути во поликлиниката Идадија, осигурениците на Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе може да добијат здравствена заштита со повторно активирање на дежурната служба. Со тоа ќе се релаксира гужвата во поликлиниките Ѓорче Петров, Битпазар и осигурениците кои гравитираат кон центарот на Скопје, од Карпош и од Центар, ќе имаат пристап до лекар поблиску до местото на живење. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Сите осигурени лица на Фондот за здравствено осигурување на Македонија од сега ќе може да добијат здравствена заштита од страна на дежурни тимови на матични лекари во дежурните служби во поликлиниката Идадија секоја сабота од 7:30 до 19:30 часот. Со ова се овозможува во сите поликлиники на подрачјето на град Скопје да има континуирана здравствена заштита за сите осигуреници. Дежурната служба си работи континуирано и во ноќните часови, недела и државни празници. Целта на овие дежурства е да се пружи здравствена заштита на осигурениците на кои им е потребна неодложна медицинска помош, особено за акутни состојби како што се дехидрација, состојби со висока температура, покачен крвен притисок, главоболка, градна болка, гушење, бубрежна болка, повреди и друго. Предвидено е дежурните лекари да може да пропишат рецепти на 12 генерики на лекови на товар на фондот за горе наведените состојби и заболувања кои осигуреникот може веднаш да ги подигне во аптека. Согласно добрата и квалитетната соработка на Здравствен дом Скопје со Сдруженијето на матични и приватни лекари и Фондот за здравствено осигурување на Македонија, кој што беше на некој начин и координатор на оваа соработка, ја промовираме новината која што е воведена за работата на матичните доктори. Во 2012 година ја започнавме оваа соработка во 7 пункта на Здравствен дом Скопје, а Идадија пунктот е 8-миот пункт кој што почна со работа минатата година од март месец 2013 година. Согласно потребите на граѓаните и доближување на услугите, од неодамна почна и саботното дежурство на матичните доктори токму тука. Од добиените извештаи, од кога започнаа да работат матичните доктори, во делот на возрастни, извршени се 153 прегледи, 153 интервенции, и 60 прегледи, а ке децата имаме 6 интервенции и 69 прегледи. Секако понатаму продолжуваме во заедничка соработка. Бенефитот за граѓаните, бидејќи каде и да се наоѓаат на територија на град Скопје, во сабота може да добијат услуга од матичните доктори. И представува огромно задоволство да, иако ние матичните лекари сме 24 часа достапни за нашите пациенти, да услугите во сабота, каде што може да подигнуваат и рецепти и да добиваат адекватна здравствена заштита, ја добиваат од сите матични лекари. И е задоволство кога колега матичен лекар ќе го превземе нашиот пациент и ќе му ја укаже комплетната здравствена заштита која му е потребна. Граѓаните кои што се во централно градско подрачје, но и во околината, пошироко и од општините Карпош и од општините Аеродром, може да добијат здравствена заштита и во овој пункт на дежурните служби на здравствениот дом, кој што ни овозможи техничка подршка со просторот и опремата и континуирано, ја задржува квалитетот на таа подршка. А од друга страна, пак матичните лекари, бидејќи достапноста на пациентите сега кон пружените услуги ќе биде комплетна, укажуваат здравствена заштита на сите граѓани кои што ќе се најдат на територијата на Скопје, гостите на Скопје кои што се осигуреници на фондот, така да ќе добиваат исто така бесплатна здравствена заштита. Идејата за функционирање на здравствениот дом заедно со матичните лекари е со цел населението да биде 24 часовно покриено од аспект на здравствената заштита и во саботи од страна на матичните лекари доколку треба, и во сабота навечер и недела од страна на тимовите од здравствениот дом. Само 7 здравствени домови во Република Македонија сериозно ги почитуваат договорите и обврските на фондот, меѓу кои сепак за пофалба е Здравствениот дом Скопје, кој што не само што има организирано дежурна служба, туку тоа го има дисперзирано по барање и по потреба на осигурениците во скоро сите поликлиники на територијата на Скопје. Покрај Здравствен Скопје има уште 6 здравствени дома, а останатите 23 здравствени домови најверојатно немаат организирана дежурна служба, бидејќи добивме големи поплаки од осигурениците
меѓутоа и го гледаме во нула пропишани рецепти на дежурните преку дежурните аптеки, односно неподигнати лекови. Би сакала да најавам контроли од страна на фондот во овие 23 града во кои што за жал освен Скопје и Велес како поголеми, сите останати поголеми градови ги гледаме како непокриени или неорганизирани. Контролите ќе бидат спроведени во здравствениот дом за да се види како се распоредени капацитетите во здравствените домови, а потоа под наша капа ќе се искоординира заедно со помош на матичните лекари да профункционира саботното дежурство доколку е потребно на матичните лекари, но и да профункционира дежурството на тимовите во здравствените домови за сабота навечер и во недела. Сите избрани лекари кои имаат склучено договор за извршување и плаќање на здравствени услуги во примарна здравствена заштита, односно сите матични лекари, ќе бидат вклучени во дежурствата кои се организирани од страна на Здравствениот дом Скопје. Списокот на дежурни лекари ќе биде објавен на веб страната на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Лекарската комора на Македонија и ЗПРЛМ во посебен дел за дежурства. Со повторното активирање на дежурната служба во поликлиниката Идадија ќе се релаксира гужвата во поликлиниката Ѓорче Петров Битпазар и осигураниците кои гравитираат од Центар и Карпош ќе им се олесни достапноста во користењето на потребните здравствени услуги поблиску до местото на живење. Општина Центар почна да ја спроведува одлуката за субвенција од 30% од цената за купување нов велосипед, но најмногу до 3000 динари. Секој полнолетен жител на општина Центар што ќе купи велосипед за да ја добие субвенцијата, потребно е да достави барање за субвенционирање за купен велосипед, копија од лична карта и од трансакцијска сметка и фискална сметка со сметкопотврда или фактура за купен велосипед. Барањата со комплетна документација се доставуваат во архивата на општина Центар барака 6, почнувајќи од денот на влегување во сила на одлуката за субвенционирање на граѓаните на општина Центар при купување на велосипед, односно од 2 јуни 2013 година. По доставувањето на документите, подносителите ќе бидат известени за редниот број на поднесокот и субвенционирањето, соопшти денеска општина Центар. Правото на субвенција е еднократно, а за првите 5 кои ќе поднесат барање следува пригоден подарок. Градската плажа Парк, која се наоѓа на кеот на Вардар, веднаш за дискотеките во градскиот парк во Скопје. Од утре ќе почне да работи со сосема нов концепт, но и со променет изглед. Посетителите на плажата ќе можат секојдневно да уживаат во спортско-рекреативни активности, како и во различна музичка програма. Денска и ноќна шема, достапни цени за сечи джеб, како и музика од сите жанрови, е она што плажата ќе им го понуди на граѓаните. Опуштен понеделник со реге музика, баскет во среда или пак хаус журка во сабота. Свеченото отварање е утре со почеток во 20 часот. Влезот е бесплатен, а за посетителите да бидат разиграни ќе се погрижат голем број бендови и диџеи од Македонија, кои ќе направат забава до доцна во ноќта. За забава ќе се погрижат и уличните артисти, учесници на Баскерфест 2014, кои го најават и почетокот на фестивалот во Скопје, кој е закажан за 6 јуни, а ќе трае до 14. Ќе постои и продавница за продажба на вода, сокови, сладолед, алкохолни пијалоци, ладни сендвичи, кафе, која ќе работи до 21 часот, за да ги задоволи потребите на сите оние кои рекреираат на градскиот кеј. Вечерва се игра четвртиот надпревар од финалето на македонскиот кошаркарски плейоф помеѓу МЗТ Скопје и Работнички. Познати двојките во четвртфиналето на вториот тениски Гранд Слем годинава Роланд Гарос. Спортските вести се по рекламите.